и професионалните војници на последниот протест за малку ќе избиеше судар со еден нервозен возач. Како се обезбедуваат, како се регулирани протестите на професионалните војници? Тоа ми одговара на нашата струка, нели? Си имаме наше внатрешно обезбедување, солидно. И тој проблем го надминавме со нашето обезбедување, нормално, после тоа ќе расчистивме работите со останати со МВР. После тој проблем се беше во ред. А треба ли да има никаков текст со обраќај од барата или посебно пренасочување на сообраќај по улиците каде што се тестират? Да, се постои правилник, тие кои што треба да го направат тоа си знаат како треба да го направат, се случуваат и пропусти, можам да речам дека некогаш се исценирани тие, но не сакам да навлегувам многу за тој проблем. Сепак исто и јас би се извинил до граѓаните за проблемите кои што им настануваат со сообраќајот. Ние секогаш се трудиме да бидеме крајно коректни и да не ги обструираме граѓаните, како што конкретно во месец дена сме на протест официјално или последниот кој што започна повеќе од месец дена пред владата и гледаме воопшто да не наштетиме никому, а сепак да го искажеме нашиот проблем и да бараме да се реши. Ќе ве прашам сега и двајцата. Има ли политика во вашите протести? Прво, од политика ние како професионални војници бегаме максимално можно. Ја сега да не филозофирам многу, нели како беше таа зон политикам човекот, сите случувања така се прикажуваат од одредени структури, затоа што веројатно тоа им одговара, нели? Но сепак, ако се работи како што треба, нема да има проблем за прашање. Ние ќе си останеме на нашите барања, на нашиот начин и мислам дека ќе се покаже дека не интересира само статусот, екзистенцијата на нашите луѓе. Јас пак ќе речам дека нема политика, зашто ние сме социјално незгрижена категорија. Имаме само нерасчистени сметки, инкасатори на врата, извршители на врата, јас не видим тука политика. А јас читам еден наслов денеска во весник, вика стечајците и војниците со Црвенковски. Почна да кружат овие информации дека стечајците и војниците како две незадоволни категории кои што во моментот се на улица, дека и даваат поддршка на опозицијата. Ајде прво со професионалните. Со нас прво. Во изминатиот период континуирано бараме преку институциите и продолжуваме да бараме преку институциите решавање нормално. Само треба да се решава проблемот, комбинирано со тоа што сме на улица. Имаме иницијативи, повторно спремаме и нови, бевме и во собрание со иницијатива и нова ќе доставиме, Уставен суд и така натаму, барања, постојано проследување, на кои што очигледно не најдуваме на одговор. Со поврзаноста со опозицијата си има свој начин на работа, ние си имаме свој начин на работа, некои моменти се испреплетени, нели? Но нашето прашање си го решаваме како синдикат на професионални војници. И сега побаравме поддршка од сите кои што чувствуваат, кои што имаат доблест за да помогнат за решавање на статусот. Исто така побаравме да се вклучат сите кои што имаат било какво поврзано со професионалните војници. Од војни експерти, од функционери, од членови на комисија за одбрана и така натаму. Значи сите што имале допир и кои што имаат и во моментов. Бараме еден вид да се отвори дебата за нашето прашање. Затоа што очигледно ние сме буквално игнорирани со цел да се бара некоја груба грешка кај нас, па за да се отцрни нашата активност. А по прашање решавање на екзистенцијално прашање, нели, екзистенцијален проблем и ова една што тие средби сме повикани. Не е само тоа, имаме и на други места повикани за средби. Сега сите си го поврзуваат на свој начин тоа. Конкретно на средбата што е најавена е како средба со поранешен врховен командант. Значи, нас не интересираат сите видувања, анализи,
насоки како може да се решава. И ќе се консултираме со секој. А како ќе настапуваме, секој се одлучува по големиот дел, односно преку нашата институција синдикатот.